Почитувани граѓани, почитувани новинари, нека е честит 7 април, Светскиот ден на здравието. СДСМ и институциите што ги предводи, во изминатите години значително го напредија здравствениот систем, со вложување во човечки капитал, крупни капитални инвестиции во здравствени објекти и опрема, со воведување нови методи на лекување. Зголемени се платите и коефициентите за дежурства на здравствените работници. Основната плата на лекарите специјалисти ја зголемивме за 40%, на општите лекари за 25%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23%, а на здравствените соработници за 15%. Некои типови на дежурства се зголемени за 2 до 3 пати. За прв пат оваа влада ги плати приватните специјализанти за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. Дополнително им се плаќаат дежурства и здравствено осигурување. Одобрени се 931 специјализации и 130 суспецијализации. Покачени се капитациите за матичните лекари, стоматолозите и гинеколозите. Паралелно со инвестициите во човечкиот капитал, инвестираме во изградба и реновирање на болници, здравствени домови, вложуваме во нова опрема за диагностика и лекување и во нови возила. Повеќе клиники и оддели во здравствените установи добија значително подобрени услови за работа. Реновирани се хируршките сали и целата клиника за ортопедија, хируршките сали на клиниката за травматологија, одделенијата на дигестивна хирургија, сите клиники во склоп на интернистичкиот блок, и тоа орала, очно, дерматовенерологија, пулмологија, неврологија, гастроентерохепатологија, универзитетската клиника за хематологија, клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, одделот за интензивно лекување на универзитетската клиника за неврохирургија. Ова е само дел од капиталните инвестиции во здравството. И не застануваме тука. Продолжуваме со инвестициите во здравството кои се покажа како витални, особено во текот на пандемијата со коронавирусот. Во рамките на реформата на здравствениот систем ги укиневме квотите за лековите на рецепт. Турканиците во аптеките и кеметичните лекари на почетокот на секој месец и нервозата на граѓаните дали ќе стасат до потребниот лек, сега се минато. За разлика од ВМРО ДПМН, кој 11 години го урнисуваше здравството заради остварување на лични бизнис интереси на поединци, градиме ефикасен, модерен систем на здравствена заштита. И во иднина, секоја година, за 5 до 10% ќе се зголемуваат платите во здравството, и истовремено продолжуваат договорите за методологијата и висината на капитациониот бод на матичните лекари. Продолжуваме со реализација на мерките што го напредуваат здравствениот систем, обезбедуваат поголема грижа за граѓаните и достоинствени услови за работа на здравствените работници. Ви благодарам.